Prvi ден, почитувани гледачи, еден голем поздрав од комплексот Етно село Тимчевски и со нашиот нов рецепт на денот. Дали случајно се подсетувате дека некогаш многу ви се јадело бурек, затворени бурек джилниците, а имате голема желба. Верувам дека секој еден од вас имате дома мелено месо во замрзнувачот, брашно, јајца, јогурт имаме секогаш, така да вкусот на традицијата го има решението за вас. Еве еден рецепт, домашен бурек со месо, без месење, без кори, без влечење, без ништо, само замешувате и бурекот ќе биде готов. За да го направите овој бурек, вас ќе ви биде потребно 300 грама мешано мелено месо, 3 главици кромит, кој што додека зборувам, јас веднаш ќе го ставам да се пржи. Значи, ставам масло по потреба, за да го испржам кромидот и месото. Прво го ставам меленото месо, а сето ова ќе се пржи и ќе се пече после, така да можеме само малку да го пропржиме додека меленото месо ја промени бојата. Ќе ви требаат малку сол, бибер, малку мешан сув зеленчук и малку магдонос и малку буковец во месото и во кромидот. А за тестото ќе ни треба 2 јајца, 1 чаша јогурт или 250 мл јогурт, 1 кафена лажичка сода бикарбона, 1 кафена лажичка прашок за печиво и малку масло, околу 1 децилитар во тестото. 1 тепсија со број 26 со хартија за печење и бурекот е готов. Да преминеме сега на пржење. Тука го ставам сега веднаш и кромидот. Знаеме дека секој бурек сака да биде полно со месо, за да биде вкусен и се разбира, нели, да има многу фил и многу кромит. Ставам сол, 1 кафена лажичка сол, 1 кафена лажица мешан сув зеленчук, а уште малку, така, малку бибер, малку благ буковец, 1 кафена лажичка и на крајот ќе го додадам магдоносот. И сега полека почнувам со пржење. Ке си пушти вода кромидот и истовремено ке се упржат убаво и кромидот и меленото месо заедно со сите зачини. Еве, месото убаво си се пржи, можеби ќе му треба уште 5 минути, за тоа време почнувам со тестото. Брашно имаме по потреба. Значи, прво ги ставаме јајцата. 2 јајца. Ова тесто треба да биде многу меко и многу ровко. Речи си тесто како за мекица. 2 јајца ќе ги ставам. Ќе ставам сода бикарбона. Ќе ставам прашок за печиво. Така. Да промешам да не ми изгоре филот. Значи, он ќе биде готов кога ќе испари и водата од месото и од кромидот.
кога веќе ќе остане само на масло. Така. Почнувам со мешање. И ќе го додадам јогуртот. И продолжувам со мешање. Додавам масло, 100 мл. Така. И сега ќе додавам брашно. Значи, повеќе да биде како една густа каша тестото. Да не претерате со брашно, да направите, да кажеме како да треба кора да влечете и да месите. Не, туку густа каша. Јас веќе ќе го исклучам сега месото, да се допржи на исклучено. Оти веќе испарува целата вода. И ќе го оставам така, затоа што ова тесто ќе треба да ни отстои 20 минути до следната постапка на приготвување. Брашно јас мислам дека нема да треба повеќе од уште една лажица кутлаче. Еве, баш вака треба да биде. Оваа густина. Еве, драги мои, гледате како треба да биде тестото? Ова е тоа. Тоа е многу важно да го знаете, затоа што токму ова со ваквото тесто кој го добиете впечатокот дека јадете бурек со не знам колку кори. Го оставаме тестото 20 на минути да отстои. Во меѓувреме филот ќе се допржи и веќе ќе биде подизладен малку. Се гледаме со вас за 20 на минути. Останете со Алфа телевизија и вкусот на традицијата. Еве кога е готов филот, он е дури како крема затоа што има многу кромит. Значи колку грама месо, толку грама кромит. Маслото е веќе излезено горе. Сега ќе го ставам макдоносот внатре. Ќе го промешаме. Ова е едно од највкусните вако вид, да кажеме, погач или домашен бурек што го имам пробано. Значи, стварно е фантастично. Лапни, голтни, меко како душа. Ставам масло на хартијата за печење. Љубаво намастувам од страната и сега ставам само половина од тестото. И гледате тестото како да ви бега од лажицата. Така. И сега го нанесувате на целата површина. Се послужам со лажицата. Така. Сега ќе го ставам филот од озгора.
преполно со фил. Сушност, мајсторијата во оваа работа е што тестото е, нели, како за мекици уште поретко и количеството на кромидот. Тоа ќе ја направи погачата мека, ровка. Сега идеме со другата половина на тестото. И го покриваме филот со останатата половина од тестото. Токму така. Да не оди фира, што би рекле старите, да не ни оди фира. Одлично. Сега вака малку протресуваме. Бурекот е подготвен за печење. Го печеме на 200 степени Целзиусови околу 20 на минути, последните 10 минути намалете на 180. Во меѓувреме ставете јогуртот на трпезата, некоја салата, расолница, што сакате и останете со вкусот на традицијата додека го испечеме ова прекрасно домашно бурекче, што исто така ќе ви стане хит во семејството, сите ќе ви го сакаат. Мераци, значи вистински погодок направивме со овој бурек. Па, како ги сечат питите, нели? И големината ни е толкава на тавчето, таман. Како го сечат бурекот? Го сечат на четвртини. Така и јас сега. Значи, ова ќе биде вистинско уживање. Еве го бурекчето. Да видам сега како ќе ми се бендиса на вкус. Фантастично е добро. Меко, како душа. Сочно. Филот на кромидот и месото. Значи, навистина, секоја чест за овој рецепт. Секоја чест. И ова баш ми оди така, нешто киселко со него. Но, толку ми е примамлив вкусот, а за тестото не можам да ви кажам колку е ова добро. Фотографирајте, направете го, споделете го овој рецепт со вашите пријателки, пријатели, роднини, со семејството. Направете го за појадок, за вечера, кога ќе ви дојдат гости и така израдувајте ги, значи можете комплетно истиот рецепт, но наместо филот со мелено месо и кромит, да направите со сирење и јајца. Подеднакво ќе биде добро, меѓутоа тајната на вкусот на ова тесто е токму во неговата мекост, во неговата префинетост. Драги мои, јас ве поздравувам и до следната емисија Вкусот на традицијата и велам дека секогаш луѓето кои што обрнуваат внимание и на сите ситници околу нив, не може да ужива толку комплетно во животот. Затоа понекогаш некои работи
Така гледайте ги во розови очила, меѓу прстите, за да можете подобро да уживате во животот, инаку друго решение нема. Ве поздравувам и уживајте во овој специјалитет, нашиот домашен бурек без месење, без тегнење кори, со мелено месо, исто така и со сирење и јајца. На здравје!